Добре дојавте во мојата гаража, подрум, визба, некои го викаат и студио, јас го викам простор каде се измислуваат работи. Како и секој научник, ако се занимавате со измислување, ви требаат прво очила, за да нели ги видите сите работи како што треба. Јас решив денес да ви презентирам еден изум, а тоа е како стариот десетобрзинец сениор рок од 82-ра, ем да го исчистите, ем да го полуофарбате, ем да го наполните вашиот мобилен телефон. Знам дека ве мучи и дека ви е чудно како може со стар велосипед или точак да се полни нова технологија од типот на мобилен телефон. Значи, се што ви треба е 2 тркала, 1 велосипед, 2 точака, едни педали и неколку лампи од старото појачало на баба или дедо, еден дефибрилатор кој што ќе го најдете во секој шпоред, кога ќе ги извадите оние за мрдање, нели, на подесување на жештина. Внатре има 2 жичиња. Тие жичиња кога ќе ги истегнете надвор, го наоѓате чипот кој ви треба, кој е неминовен за да нели го направите уредот полњач од вашиот точак на вашиот мобилен телефон. Исто така ќе ви треба еден пуњач. Еве го вака, кој мора да е со изолирана површина, таму каде што влегува, еден бушон, кој се става на самиот мењач овдека, и малку песок од силиконската долина. Може да се земете и силикон директно, а може и, нели, ако живеете или имате некој познат на силиконската долина, може да ви прати некоја долина. Како се прави? Значи, прво мора да приметите дали гумите се напумпани со чист воздух. Ако не се, многу е битно да се ионизираат и да имаат спротивност. Едното тркало да се врти во правец од десно на лево, а задното тркало, каде што и ќе се врши полнењето, да се врти од лево на десно. Проверувате дали се врти со овој звук. Ем ги чистите шпиците, нели, за да не се мачите со хигиенски финти повторно. Го вклучувате вашиот мобилен, исто као што си е пуњач, нели? Тоа си стои така. И однапред на интернет ќе најдете цела списа како тоа, само момент, да го заврта, ете така, ќе најдете точни податоци како да го вклучите и по кој редослед да ги ставате оние елементи кои ви ги набројав. Ова беше како да се исчисти вашиот стар точак, како да влезете повторно во мода, а плюс да си го пуните мобилниот додека возите во природа, на работа, од работа и така натаму. А следниот пат кога ќе се видиме, ќе ви кажам како да ги користите истите влошки неколку пати, а да не примети никој дека ви се старите, односно како да дишате под вода повеќе од 25 минути без маска и кислород за гњурење.